Во денешното издание на Магазин Плюс ке ги слушнете легендите за настанувањето на божикните символи во неколку земји ширум светот. Ке слушнете и 10 докази дека вулканите се помеѓу најопасните оружја на природата. Ке слушнете и неколку бесценети цитати за животот. Ке ги дознаете и модните трендови на шминкање за оваа 2017 година. И на крај, ќе дознаете која е најпосакуваната дестинација за 2017 година и зошто токму таа. Причините за тоа се улиците од камен, огромните бранови и познатите пити од овошје. Уживајте! Божик е еден од најголемите православни празници кои го празнуваат сите христијани и католици ширум светот. Во секоја држава постојат посебни обичаи со кои се празнува овој празник. Во продолжение ги представуваме неколкуте легенди за настанувањето на божикните символи во некои држави. Во Македонија божикниот символ се дабовите гранчиња. Кај старите многобожци постоел бог кој го викале Бадник. Кога го примиле христијанството, пред раѓањето на новиот бог, македонците стариот бог Бадник, чија статуа била направена од дрво, ја фрлиле во оган. Овој обичај се повторува и ден денес секоја вечер пред Божик. Христијаните во Македонија на Бадниковата вечер палат огнови со дабови гранчиња, кои уште ги нарекуваат и Бадникови гранчиња. Во Мексико символот на Божик е цветот. Легендата за овој божикен символ потекнува уште од 16 век. Едно девојче од сиромашно семејство немало пари да ја купи подарок за Божик на својата мајка. Тоа набрало трева покрај патот и ја ставило пред црковниот олтар. Од тревата никнале црвени цветови кои ги нарекле божикни ѕвезди. Од тогаш ваквите цветови се сметаат за божикен символ во Мексико. Во Чешка божикен символ е чевелот. Легендата вели дека во Чешка на Бадниковата вечер немажените девојки изведуваат ритуал за да дознаат дали ќе се омажат наредната година. Свртени со грбот према влезната врата, фрлаат чевел наназад преку нивните рамења. Доколку чевелот падне свртен кон надвор, значи дека ќе се омажат, а доколку е свртен кон вратата, девојката ќе остане немажена таа година. Во Етиопија, божикен символ е чадорот. На Бадник, христијанските свештеници водат поворка низ градот, притоа со себе носејќи чадор. Тие застануваат во некоја црква каде се изведува божикна литургија. Во Австралија, божикен символ е кенгурот. Легендата вели дека во Австралија санката на Дедо Мраз ја влечат 6 бели кенгури. Таму се одмараат ирвасите, а кенгурите им носат подароци на децата ширум земјата. Во Норвешка, божикен символ е метлата. Според една норвешка легенда, на Бадник злите духови и вештерките излегуваат во потрага по метли. Од тие причини луѓето ги кријат метлите и на Божик не може да се забележи ниту една метла во дворот околу куќата. Во средновековна Европа, луѓето палеле големи свеќи за Божик, како сеќавање на доаѓањето на мудреците во Витлеем. Свеќите во домовите ја символизирале и добрата волја и подготвеноста да им се помогне на оние на кои им е потребна храна и засолниште. Запалената свеќа во домот
покажувала дека сите оние на кои им треба помош се добре дојдени. Легендата раскажува дека светлината на свеќите во домовите го водела детето Исус и му го покажала патот додека барало место каде ќе може да ноќева. Според верувањето, ако на Божи ги запалите свеќа и ја ставите на прозорецот, му го осветлувате патот на Исус и неговото семејство, а покажувате и дека вашиот дом е отворен за гости. Ако вдишувате, например, вулканска магла или мешавина од сулфурен диоксид, честички прашина и влага подолг временски период, тоа исто како целиот свој живот да сте пушеле по најмалку една кутија цигари на ден. Во продолжение, ви нудиме 10 докази дека вулканите се помеѓу најопасните оружја на природата. Вулканска магла. Таа е мешавина од сулфурен диоксид, честички прашина и влага, кои што не убиваат веднаш, но се доволно опасни за да наметнат поставување на табли со опомена поради самата штетност. Вулканската магла предизвикува и кисели дождови. Вулканска река. Се јавува пред да експлодира вулкан покриен со снег. Може да патува со брзина од 65 км на час и да биде длабока и до 120 метри. Дури 17% од смртните случаеви поврзани со вулкани се случуваат токму на овој начин. Рушење предизвикано од натрупан пепел. Пепелот е мек и пувкаст, но ако не го вдишувате, мислите дека сте сосема безбедни. Но замислете што би се случило ако тој се натрупа на вашиот покрив. Токму тоа се случило во 1991 година, кога Маунт Пинатубо isfрлил повеќе од 1 тон пепел по кубен метар, усмртувајќи 847 лица, кои што останале заробени во своите домови. Затајување на авионските мотори. Секој ден на стотина комерцијални летови им се закануваат активни вулкани, кои што во секој момент би можеле да лансираат остатоци во моторите на авионите. Уште повознемирувачки факт е дека тоа се случило повеќе од 90 пати во текот на последните 30 години. За некое чудо, се уште немало фатални последици од ваквите случаеви. Влетување директно во вулкан. Авион на Air New Zealand се срушил во 1979 година во вулканот Еребус поради неисправни координати. Сите патници загинале. И додека вие коментирате дека технологијата денес е доволно напредната за да се избегнат ваквите грешки, сетете се на 2012-та, кога рускиот патнички авион се залета директно во Маунт Салек во Индонезија. Отровни гасови. Највисокиот вулкан на островот Јава isfрла отровни гасови, кои што биле кобни за еден познат политички активист. Тој ги игнорирал опомените и починал искачувајќи се на вулканот Семер, и тоа токму како последица на вдишувањето на таквите штетни гасови. Исто така, дури 147 лица во 2002 година починале поради вдишување на јаглероден диоксид од ерупцијата на вулканот Нирагонго. Стоење близу работ. Иако може да направите победничка Инстаграм фотографија, имате добра шанса да ја изгубите рамнотежата и да исчезнете во мрачните длабочини на кратерот. Токму тоа му се случило на Јозеф Бохлик во 2010 година, а потоа се повторило и со еден 25 годишен маж на Маунт Батор во Индонезија. Река од лава. Замислете река од лава која што достигнува температура и до 1830 степени Целзиусови. Ништо не може да преживее на нејзиниот пат. Лава бомбите се парчиња жешка лава кои што вулканот како проектили ги isfрла во воздухот. Се работи за опасност која што секако би требало да се избегнува. Прилив на високи бранови. Вулканските ерупции предизвикуваат цунами, па и нив ги бројуваме помеѓу смртоносните последици предизвикани токму од ерупциите.
Се проценува дека на тој начин загинале повеќе од 36.000 лица. Тешко е да се живее според правила. Некако, полесно е да се создаваат, отколку да се почитуваат. Но некои паметни луѓе кажале некои мисли, кои, ако ништо друго, барем не инспирираат да искористуваме повеќе од животот и не подсетуваат на неговите вистински вредности. Одбравме 13 кои нам ни се допаднаа, но вие слободно можете да ги споделите и вашите животни мота. Во животот си успеал тогаш кога се што сакаш е се што ти е потребно. Животот е многу едноставен, но ние настојуваме да го направиме комплициран. Многумина од нас го губат половина од своето време, посакувајќи работи кои би можеле да ги имаат кога не би го потрошиле половина од времето на посакување. Успехот не треба да се мери според позицијата што некој ја постигнал во животот, туку според пречките кои успеал да ги надмине додека се обидувал да успее. Има право да критикува оној кој има срце да помага. Негорливата болка е да се препознаеме себе си како единствена причина за сите наши неволи. Можете да одредите колку се луѓето самоуверени, слушајќи го онаа што не го кажуваат за себе. Во средината на тешкотијата лежи можноста. Мора да ја искористиме болката, за да ја согориме како гориво за нашето патување. Искуството е она што го добиваш кога не го добиваш она што го сакаш. Не обвинувај никого, не очекувај ништо, прави нешто. Кога ќе слушнам некој како воздивнува со зборовите, животот е тежок, секогаш сум во искушение да прашам, во споредба со што? Губитникот никогаш не победува, а победникот никогаш не се откажува. Веќе се осврнавме на тоа што ќе носиме следната година, кои трендови ќе продолжат, а кои не. Дававме и предлози за фризура, а денеска вниманието ќе го насочиме кон шминката. Изминативе неколку сезони природниот изглед беше доминантен, а дали така ќе остане еве во продолжение. Ова се трендовите за шминка за 2017 година, според познатите шминкери. Сјај за усни. Ако 2016 година, па и неколку сезони пред тоа, беа во знакот на мат кармините и интензивните бои, оваа година ќе биде во знакот на сјајот за усни. Сјајот, младишкиот изглед и полноста на усните е она што стручните лица го поставуваат како доминантен тренд кога е во овој дел од декоративната козметика во прашање. Кожа што дише. Значи, природниот изглед се уште ќе биде на првото место. Всушност, негуваната кожа, чистото лице, пори кои дишат се нешто што секогаш ќе биде актуелно и убаво. Па, во 2017 година, придружувајте се на тоа и не користите многу шминка. Посебно, атрактивни ќе бидат оние со бел тен и впечатлива шминка на очите или усните. Димензионирани усни. Тоа не значи дека треба да ставите ботокс, туку да користите препарати што ќе направат усните впечатливи да ви бидат. Оваа година тоа беа темните кармини, а следнава игрите си со сјајот и нијансите. Омбре усните ќе бидат вистински хит, како и оние со светки на нив. Рамни, момчешки веги. Рамните, природни веги ќе бидат вистински хит за оваа година и ќе направат да изгледате поприродно, а и помладо. Светските шминкери велат да одмориме малку од моливите за веги и пинцетите,
а да инвестираме во гел, што ќе ги држи убаво исчешланите и пострижени веги, но сепак и средени. Црн испринкена туш. Оваа година ќе треба да го совршиме ставањето само по средината на горниот, односно долниот капак. Монохроматски изглед. Тоа значи дека во оваа година нема потреба да нијансирате и ускладувате тонови. Руменилото и карминот нека бидат во иста нијанса, исто како и сенките за очи. Розова боја. А ако се прашувавте која боја би можела да номинира оваа година, одговорот е розовата. Тоа е новата неутрална нијанса, која според стручните лица ќе ни даде свеж и нов изглед. Диор, Изабел Марант и Пучи се дел од брендовите виновни за популаризирањето на овој тренд. Металик шминка. Особено кога се очите во прашање. Овој тренд е всушност замена за светките од оваа година, но според мејкап артистите, металик нијансите се многу поблагодарни за носење и сепак комбинирање. Маскара во бургиндиш нијанса. Супер вест за оние кои што сакаат да експериментираат и не толку добра за оние што ја сакаат класиката. Ако мислевте дека црвените нијанси не се добри за очите, трендовите за оваа година ќе ве натераат да се предомислите. За вас, што не сте толку храбри, стручните лица советуваат да започнете со потемните нијанси што се видливи на светлост. Исланд беше популарна дестинација во 2016-та, Тајланд една година предходно, а 2017 година ќе биде година во која сите ќе сакаат да ја посетат Португалија. Португалија се појавува на повеќе листи ширум светот како најдобра дестинација за оваа година, и тоа поради неколку причини. Топлото време, прекрасните плажи, градовите со историја и пристојните цени ја прават оваа земја избор број 1. Делови од Лисабон, престолнината на Португалија, постојат од 9 век. Можете да шетате по средновековните улици, а потоа да се упатите кон тврдината Свети Ѓорги. Градскиот врв Муриш нуди спектакуларен поглед, а влезницата е околу 10 евра. Во близина на пристаништето кај одморалиштето Белата куќа се наоѓаат некои од лисабонските најважни споменици и музеи, како и многу кафулиња кои продаваат уникатни португалски пити со овошје. Некои од старите трамваи во градот јуреле по улиците и во времето на Втората светска војна, а картата чини околу 3 евра. Познатото крајбрежје на Португалија е исто така голема атракција. Огромни бранови на Назару за оние кои сакаат да сурфаат, но и кристално чиста и мирна вода на Лагос за оние кои сакаат да се опуштат. Вториот најголем град во Португалија е Порто, кој се наоѓа на северот од земјата. Од храната на локалното население омилена му е франчесина, нешто како сендвич со колбас, шунка, топено сирење и луд домат со сосот пиво. Самиот град има средновековен центар со камени улици и позлатени резбарии. Тоа е всушност лавиринт, но ако ја следите реката, никогаш нема да залутате. Нема потреба да размислувате повеќе. Знам дека причините кои ги наведовме веќе ве убедија да ја посетите Португалија.